конечно прв ден од реализацијата на таа една идеја која што имам веќе подолго време. Меѓутоа, X причини кои што нема да ги спомнам сега, нели, не ја реализирав до сега. Јас го именував како прво детско, младинско драмско студио. Официјално од синоќа имаме и име. Се вика Реплика прва. И кумот што го спомнам, Марко Матиев. Сите да доа по некој предлог. Тие некој ми се виде така како најприкладен за во што го правиме. Меѓутоа, пред 2-3 месеца цврсто решив да го направам тоа што го замислив да го направам. Голем интерес да имаме за глума во Кавадарци. Мислиме, самите видоте дека во е само првата група, 27-8 деца. Втората група исто има 27-8 деца, поголемите од 15 до 18 години. Ако се земе предвид дека ова прва работа, прва вакво нешто што се случува, и веднаш се пријавени 55 луѓе, ја мислам дека со самото тоа имаме една нели визија за тоа колку многу на Кавадарци му требало ова. Што се чекаше? Не знам, пак ќе кажам, јас до пред 2-3 години пробав, пак ќе кажам некои и со неубави работи, меѓутоа и мене што ми се случија лично, меѓутоа и општо се случија, не дозволија да продолжам понатаму. Меѓутоа пак кажам, нели сега цврсто застанав и еве допреме до тоа. Мислам дека твојата популарност има влијание за големиот интерес, тоа е моја мислење. Види, не дека нема, не е дека не е така, ама мислам дека и овој првиот момент кој што го спомнаме, потребата на дечките за ваква работа си го направија своето. Затоа што, например, мислам дека и во школите имат само некои си секции кои што се нели не морални. Ако сакаш да се запишеш, арно, ако не. Јас првото обречање пред децата кажав, значи имаме нели ние приватни школи за гитара, за кларинет, за хармоника, за пијано, за јазици, за балети, за се и се што буквално уште овоа вака нешто фалеше у Кавадарци. Јас сум презадоволен од дечките. Ќе биде тука кај првата, односно втората аптека. Да, што викаме ни новата аптека. На триаголникот тука ќе бидат по 2 пати неделно. Првиот ден е фиксен сабота, вториот е флексибилен во зависност од тоа какви активности имаат децата. И дадеш една представа во месец март. И во месец март планираме сето тоа да го заокружиме со 2 представи, една со дечките помладите и една од поголемата група. Тоа ќе биде всушност и нели врвот на тоа што сме го сработиле и да видиме до кај сме. Димити, честитам ти, посакувам многу успех, овој голем интерес многу зборува за оправданоста на твојата идеја. Маријан, фала ти многу што си дел од овој настан, фала ти многу што сегаш ги поддржуваш тие работи кои што значат за културата во Кавадарци. Јас се надевам нели на здравје Боже, нели, така, да. Кога малци децата ќе се попуштат, ќе направиме една целосна емисија со нив и за самото студио. И здравје Боже, па се гледаме за премиера со овие прекрасни дечки.